Таен состанок за судбината на јавното здравство во Кочани помеѓу министерот Венко Филипче и партизираното раководство на Општа болница се одржал на 12 април во Кочанската здравствена установа. При тоа било соопштено дека овој некогаш медицински центар нема да се затвора, туку дека како чекор на унапредување ќе прераснал во центар за ампутации. Ваквата информација во целост ги збуни граѓаните на Кочани и регионот, бидејќи не знаат што практично значи тоа, односно што напредно ќе добијат, а уште поважно што ќе загубат. Врв на нетранспарентноста на оваа најнова идеја на Министерството за здравство е фактот дека локалните и другите медиуми целосно се игнорирани, а дозираните информации се пласирани така како што сакале креаторите на здравствената политика во државата и општината. И се лиферува смирувачко соопштение од Министерството во кое се вели дека министерот и претходно на неколку пати кажал дека болницата нема да се затвара, туку дека ќе се регионализира. Тоа значело дека за истите пари што ги издвојува фондот ќе се добијат подобри услови за работа на здравствените работници и подобри услови за пациентите. Во делот на најавената приватизација на јавното здравство, засега само претпазливо се навестува дека концептот за јавно-приватно партнерство ќе биде разгледан заедно со вработените, а по завршувањето на физибилити студиите ќе се отвори широка јавна дебата. Доколку биде прифатен, дејностите ќе останат, а приватниот партнер би инвестирал во инфраструктурата. Меѓутоа фактот дека на приватниот сектор секогаш во преден план му е профитот, може само да се претпоставува во која насока ќе се развива здравството и дека парите ќе имаат главната улога во новото функционирање. За пациентите тоа ќе значи колку пари, толку здравие, или нема пари, нема здравие. Загриженоста за судбината на здравствената институција ја делат и локалните медиуми, кои потсетуваат дека е градена со средства од самопридонес на граѓаните, додолку повеќе што во ново иницираниот процес никој не објаснува што ќе биде со оделенијата кои во изминатите децении со помала или поголема успешност ги обслужуваа граѓаните во крајниот источен дел на државата, како што се акушерското, гинеколошкото, хируршкото, интерно.